По повод денот на примирието од Првата светска војна и денот на народната жалост, амбасадите на Франција и Германија одржаа комеморација со полагање на цвеќиња на германските гробишта во Прилеп. Беше потенцирано дека темел на денешна Европа е токму ова заедничко чествување на двете моќни држави. И дека доколку се сака мир и просперитет во Европа, овој пример треба да го следат сите држави, и членките и аспирантите, особено во време на војна, како таа помеѓу Русија и Украина. Запрашан за некоректниот однос на Бугарија кон Македонија на патот кон ЕУ и постојаното блокирање на државава. Заменик амбасадорот на Германија без некој конкретен одговор. Дипломатски одговори дека и порано имало вакви спорови во ЕУ кои што се надминувале. Мислам дека ние не треба да се навратиме во историјата, туку да размислуваме со ладни глави и да ги ставиме на преден плат големите предизвици, големите работи кои не очекуваат, а не да се занимаваме со некои ситни и емоционални работи. Европа во минатото имала такви спорови и знам дека и нашла сили и нашла начин да ги реши тие спорови. И јас ви уверувам дека германската држава и понатаму ќе се залага конструктивно за тие проблеми да се решат што побрзо. Францускиот амбасадор воопшто не сакаше да го коментира односот на Бугарија кон Македонија, но само потенцираше дека Европа во моментов е соочена пред големи предизвици, кои може да се решат само со единство на сите нејзини членки. Јас сметам дека светот длабоко се измени во текот на изминатите месеци, во текот на изминатите години, а посебно во текот на изминатите месеци, и сметам дека Европа е соочена со еден посебен предизвик. Европската унија се повеќе треба да се афирмира како една сила која што ќе ги промовира и брани своите вредности. Тоа е политичката волја тоа да се направи. Да, а втор услов е, се разбира, да имаме единство на Европа, единство на земјите членки, на институциите, на администрациите околу целите и начините тоа да се постигне. По повод овој ден, ваква церемонија денеска се одржа и на француските војни гробишта во Битола.